Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добра вечер. Мене ми припадна честа да го отворам овогодишниот јубилеен 45-ти поред годишен концерт на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Јас сум Сара Стаменковска и сум член на културно-уметничкото друштво од 2005 година. Добре дојдовте! Фолклорната традиција го носи во себе идентитетот на нашиот човек. Во фолклорот живеат нашите предци кои тврдоглаво и гордо го сочувале низ вековите во различни премрежја од македонската историја, за денес преку него да го следиме времето кое што одамна поминало, но оставило белек искајан во фолклорот и пренесуван од колено на колено. Денес имаме можност овој аманет од старите да го векочуваме, горди на своите предци, на нивната љубов кон македонскиот бит, да го пренесуваме на потомците и да го промовираме низ светот. Со тоа да докажеме дека македонскиот фолклор е богат со бои, со звуци, со ритам и со чекори, богат како што бил богат и духот на македонскиот човек. Тргнувајќи од овие размислувања и одговорноста на нас како културни промотори на македонскиот фолклор, но пред се на пијанечкиот е огромна и нималку лесна. Во време на глобална прогресивна технологија, фолклорот ја губи битката. Затоа ние, почитувачите на фолклорот, имаме сериозна задача да направиме своевидна ренесанса на фолклорот, да им ја пренесеме љубовта кон традицијата на младите генерации, а пред се, со голема љубов и ентузијазам, сето тоа да го пренесеме на сцена пред публика, промовирајќи го македонскиот фолклор. Генерации и генерации делчевски момчиња и девојки беа нашата гордост на сцените низ светот. Беа амбасадори на македонскиот фолклор, давајќи му живот на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев цели 45 години. Почитувачи на македонската традиција, 45 годишна традиција е скоро половина век работа, ентузијазам, неуморност, многу настапи, награди, многу генерации, многу благодети, но неизвестности. Програмата ја отворивме со сплет на народни песни и игри од поврдарието. Сега следува настапот на најмалите членови на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Делчево. Тие ќе ви се представат со Роди се Јана Убава. Малата Нела ќе ви се представи со песната Да ми пукнеш мила мамо. Потоа следува Бувчанско оро, оро со зурли и тапани. Искра Георгиевска ќе ни ја испее песната Зајди, зајди. Детскиот ансамбл ќе се представи со кореографијата Тројка, а сестрите Симони и Анастасија ќе ни се представат со песната На срце ми лежи мила мамо. Да ги проследиме првите фолклорни чекори и првото представување на концерт на најмалите членови. Спремајте ги дланките за аплауз да го поздравиме првиот настап на детскиот фолклорен ансамбл. Сцената 20 минути и ја препуштаме на нив. Уживајте!
Им благодариме за прекрасната изведба на најмалите членови. Да ги поздравиме уште со еден аплауз. Сега да позборуваме за првите јавни настапи на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Делчево. Стручно-педагошкиот пристав во изучувањето на фолклорот и силната работа и љубов кон фолклорот од страна на фолклористите за кусо време ги дадоа првите резултати. Имено, за неколку месеци од формирањето во 1974 година, фолклорната секција беше подготвена да се покаже пред јавноста со својата кратка програма. Настапуваше на сите свечени академии. Потоа се формира групата Распијани Делчевчани и заедно со фолклорната секција од училиштето прераснаа во фолклорна група. Во 1977 и 1978 година се регистрира во правен субјект Културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево. Како културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево првиот јавен настап го одржа на 7 септември во центарот на градот Делчево. Не случајно беше одбран овој ден, денот на градот. На овој свечен чин сите членови на сцената беа распеани, разиграни, весели и среќни. Овој настан е незаборавен за генерацијата што ја имаше честа да го означи раѓањето на еден ансамбл кој подоцна ќе израсне во вистински амбасадор на македонскиот фолклор и гордост на општината Делчево. Градење репертоар и кореографии. Стилизираниот уметнички фолклор, стручно-педагошки го изучивме по примерот на други еминентни професионални друштва и ансамбли од Македонија. По завршувањето на школата за фолклор во 1986 година од Културно-просветна земјица на Македонија, членовите од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Делчево, Снежана Стоименовска и Зенил Реджепов се стекнаа со диплома, стручни раководители на игрални групи и ја презедоа работата со ансамблот. Во 1988 година Зенил Реджепов се здобива со титулата стручен раководител и кореограф и е назначен за уметнички раководител, а во 1994 година е лиценциран уметник со амбиционирано од Министерството за култура на Република Северна Македонија и денес продолжува. Сега друштвото има и своји авторски кореографии и обработки. Следуваат кореографиите Оречки игри, Делчевско ситно и Совкино. Уживајте!
Делчев Делчево брои 202 члена и представува ансамбл кој манифестира високо креативно ниво и негова борбен артизам во сферата на музичкото поле. Многобројни се наградите и признанията што ансамблот има добиено на домашните и интернационалните фолклорни сцени како потврда на овие негови квалитети. Културно-метничкото друштво Гоце Делчев ја презентира народната култура од Македонија преку обичаите, ората и песните, изведувани преку вокални групи, оркестри, преку играови групи, поделени генерацијски во Македонија, Бугарија, Србија, Турција, Унгарија, Австрија, Албанија, Полска, Германија, Франција, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Кипар, Романија, Италија, Швајцарија и други. Од своето 45 годишно постоење, друштвото одржало на 1000 концерти по Македонија и светот. Настапите со елеганција, во изворно вработениот фолклор, нагласената динамика, восвитувачки темпераменти, мелоритмичка убавина со повеќе живописни носи и инвентивна хореографија со спектакуларни димензии, под уметничко раководство на Зенел Реджепов Стручни, придонесоа културно-метничкото друштво Гоце Делчев да се закити со многу признанија и први места, а на повеќе фестивали да биде прогласен за лауреат. Сите награди имаат своја приказна и сите ни се подеднакво драги. Сите тие не образуваат наследниот настап да бидеме уште подобри. Културно-метничкото друштво Гоце Делчев Делчево има значајно место во развојот и афирмацијата на културата и традицијата во општина Делчево. Својот белег го остава 45 години со својата презентација на фолклорот, одбележување на значајни настани и датуми од нашето историјско културно минато, презентација на народната култура и традиција и активности од поширок општествен интерес како на национално ниво, така и надвор од државата. Културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево е организатор на манифестацијата Делчево фест, меѓународен музички и фолклорен фестивал 44 години и 14 години придружна манифестација Пијаначко-малешевска свадба во функција на туристичка понуда на регионот. Секоја година покровител на манифестацијата е градоначалникот на општина Делчево, а поддржувач Министерство за култура на Република Северна Македонија, кои исто така се и поддржувачи на 45 годишниот јубилеј. Следува хореографијата Свадба и Мерак Зурла. Почитувана публико, уживајте! Музејско, да нема некој дела да направи, како се чудам, че не е пешло.
Во името на сите членови на културно-метничкото друштво Гоце Делчев Делчева му изразувам голема благодарност на нашиот хореограф Зенил Раджепов Стручни, без кого не би можеле да го постигнеме до сегашниот успех. На сцена се сите членови, а сега следува торта. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, од името на културно-метничкото друштво Гоце Делчев Делчева ви ја честитаме новата 2020 година и божитните празници. Заврши 45-тото издание од годишниот концерт на културно-метничкото друштво Гоце Делчев Делчево. Ве покануваме на заедничко род. Пријатно и добра ноќ! Што ќе кажеме како за крај, одличен концерт, генерален крајен впечаток? Па мислам дека како и секогаш, самите членови на културно-метничкото друштво, тоа што умеат и знаат, го покажаа на сцена. Им благодариме многу на прекрасната публика, кога е питање културно-метничко друштво Гоце Делчев од Делчево, а тоа е голем број на публика, тоа се наши обожаватели. На сите им се заблагодарувам, а посебно на членовите кои изведоа на вистина прекрасна програма.